помош на Митко Велјановски, живата историја на Битола, денес ќе направиме уште една прошетка низ нашиот град. Поточно ќе се обидеме да дознаеме колку мостови на вистина имало и денеска има на реката Драгор. Велјановски ние сме на првиот мост, кој што практично го означува влезот на Битола. Мостот Црн мост. Меѓутоа, битолчани велате дека погрешно ги броиме мостовите, дека треба да почнеме некаде од мостот на Довлежи. Тоа е всушност и влезот во Битола. Зошто никогаш вие не го спомнувате мостот Довлежи како мост на реката Драгор? Тој не се спомнува затоа што тој е мост во реката Драгор се полни од две реки. Од што вика едни Цапарската и други Диоската. И затоа таму идат двете. Тоа се едната е топла вода, другата е Шемница и вика на тој мост. И тој мост не спаја во реката на Драгор, а реката Драгор е формирана веќе речиси од Црн мост па надолу. Притоци имаше и други, кои се напојуваше реката од самите врнежи, од канализацијата, едно друго се. Али водата главно беше сета од овие двете реки шидеа од кај Довлежи. Ако почнеме да ги броиме мостовите од Црн мост надолу, колку мостови имала Битола и колку има денеска? Битола имаше 16 мостови, сега се останати 15. Еден е урнат во 63 година, тоа местото таму кај меѓу Балтовци, под Сали долу. Го крена и тоа уште еднаш не се направи. Тоа мовче ги сврзваше Чифтефурни со местото викано кај Кланицата. Ќе зборуваме и за тој мост малку подосна. Да. Имате 90 години. Пред 2 месеци наполнете 90 години, значи влегувате во 91-та. Претпоставам дека се сеќавате кога почна практично оформувањето на ѕидното корито на реката Драгор. Кога почнаа да се ѕидаат ѕидовите околу кои што го прават коритото на реката Драгор, иако исто така се сеќавате кога беа поставени тие големи камења по кои што на многу места во реката Драгор можеше да слегува долу до водата. Реката Драгор почна да се уредува со големата поплава, што ја памтам јас, 36-та година. 36-та година беше толку голема поплава дојдена, што го направи многу голема штета. А најголема штета направи од рибаницата надолу. Затоа што не беше уредена коритото, не беше уредено коритото на реката Драгор и поради тоа после се сетија стално. А имаше тука еден скоберна инженер, поправа архитекта, и кој велеше многу пати: деца, оваа река си зема данок на крв. Треба да се направи, треба да се прави секоја година по 50 на метар од сиромашка држава, да ја правите по 50 метар лево и десно, убаво да се уреди и за да стане и едно добро шеталище за самиот град Битола, и ќе имате една многу градна права улица што ќе води од железен мост кај железницка пруга до Црн мост. Па може и нагоре после ако се направише, ама тоа беше доволно. И се мислеше дури да има една линија како трамвај, затоа што во тоа време, од 36-та година па и порано, немаше таков саобраќај, како сегаш има автобуски саобраќај, имаше само 7-8 пајтони, со тоа беше шетано. И човек ако имаше потреба да оди и дилези во градот од едното во другото место, ако беше посирано ќе одеше пеш, ако беше малку пофаќалија, ќе одеше со пајтон. Ама тоа беше многу редов случај. И се тоа даде повод на еден састанак кој се одржа таму ослободување. Велеше Скоберна: дајте луѓе, немојте да останете како овие порано што беа србите, што му даваха совети за да се уреди реката Драгор, оти ќе има големи зиени. И како вистина кој што имаш многу земја работлива стануваше неработлива од нанасенување песок, чакал, камење, се. И поради сето се прихватија само едната идеја на Скоберна, што почна да прави после 36 година, не знам дали почна 37-38 да се направат каскади. Затоа што тие каскадите многу помогнаа за да нема брзината на водата киди.
оти имаше големи камења останати таму, за да не оди онда директно, за да носи многу се што ќе најпред себе. Аме од каскадите имаше како запирање, па преплачување на водата и така имаше еден удар на силата на водата, за да не оди надолу. Ајде сега да кажеме нешто повеќе за Црмост. Првиот и можеби најстариот мост на реката. Тоа е меѓу првите дадени, овој Црмост има вака како што овој голем Црмост, има такви 4 мости. Тие се дадени од Германија како репарација по завршувањето од Светската војна и тој тука на времето уште расправа постари што сум слушал тука на ги беселе оние кои ќе биле судени. Заради името, така легендата за името. Како за името. Мостот го И доби затоа го доби името Ревија Црмост. А потоа да се потврди, па после уште еднаш па во Бугарска се направи па и затвор, еве тука во оваа близина, тука беа сите политички затвореници. Тука на Црмост е исто тука она пиланата на десано и беа тие ортаци со еден премистокли, со него беа ортаци. Од другата страна, на оваа страна пак беше фабриката текстилна, која беше таа уште од бивша Југославија направена и тука работеа 50 женски, кој што беше еден најголем број во тоа време вработени. И тоа се беа беше. Таа беше една врста како акционерно друштво. Памтаме имаше Татаршев одресен, имаше одбито од двајца радио други се. А па погоре од тоа беше тука термоцентралата која беше на дрва. Тука таа беше на Тодорос. Централата тоа беше Еврин. Ја држеше централата која беше се на дрва. И сите овие што ги имавме и млино и термоцентралата се беше на дрва, немаше струја слабо. Струја почна од десната страна на Драгор имаше струја, од левата страна немаше струја. Па се до приближно таму до 41 година некако. Кога дојдал бугарите, тогаш почна се клава. И над Црмост имавме една воденица позната многу Крива воденица, како крива воденица. Да. Тоа или на висината се вика по тепсијата. Да. Таму. Крива воденица, кој беше собственик на крива воденица, се кажете? Собственик беше некој од овие воденчарите, дали од повеќе од Брусник. Брусничани има воденците сите таму. И тука беше интересно за таа воденца, имаше воденца кога време кога беше Тримир. Се бераа чупината, тука кој ќе се држеше чупина, ја тримируваја ни вода, ни јадеја 3 дена. Оправо 2,5 дена и после иде тука преврќаја ѓерамиди. И стално се лютеше тој ѓерамид. Ама бре кој ќе реди овие ѓерамите, за тие ќе превртат, значи за да го видат она насон, да го видат ливето. Сакани. Што сакани. И ја спомнавте одма над нас тука на Црмост е и тепсијата. Тепсијата, таму беше тепсијата, иде тука се собираат турците со како да речем со ќилимчи наседнати како на Теферич и легваја, затоа што немаше друго место излетише. Од тука до Тумбекав беше далеку и тука си легваја така и се викаше кај тепсијата едно и погоре ребеш тука кај на Србиновиќ. Вилата имаше една ливада голема, таму имаше и кладенец вода и таму исто на ќилимчина, ама иде тука ти одека беа повеќе турски мали. Разбираш? Иде тука си седе со ручеци, со закуска, кој како што имаше нешто таму. Децата тоа низ ливадите се шета. Сега е направено таму неколку куќи се направени, тоа се фати. Во врска со овој сега прв дел, во врска со Црмост, уште едно прашање. Над Црмост има доста капеници. Ви имате 90 години. Може ли да се сетите кога практично битолчани почна да ги користат тие капеници? Славија, Кита, што Славол, Пајтончето и така натаму и така натаму. Тие како диви капенци се користеа многу од овие посиромасите. Затоа што беше некој секој далеку, не можеше да има и купачи гаџи горе, кои голи се капе, кои облечени. Након тоа кој беше таму, гледаше топла вода, посиромасите таму. После се направи купатила, црвени крст
се направат два базени за помалите и поголемите. Газдата се викаше Коте. Се наплаќаш, имаш и кабини за стајпање едно друго се. Ама по сиромасите човек си оде во капенците горе, од тука иде учениците од си оде ребеш таму, ти од по сиромасите викам тука по капенците. Топла вода и тоа се викаше икиташ. Ето по турски што му значи икиташ, не знам. Икиташ, дали топла вода, тоа е некако, не знам, така да се објаснува. Нешто како големи камења, нешто така рече. Тоа бимбил камен. Да. Од бимбил камен, кога се прави ѓерманските гробишта, се тамо како беше онај каменолом, оттаму се креваја камењата, имаше еден, како и като чекер, што и трга како на немаше тоа што мора струја. Не знам дали имаше. Таква механизација и камењата се носат. Меѓу кои се сеќам да му работеше најдобар каменолом беше Јонче, пребеган од Албанија дојден во Битола. Беше после стана како предавач во гимназијата, предвојничка предаваше, физкултура предаваше, а прво беше таму каменорезач беше Јонче. Ова е мостот Кавац. Ова е мост Каваци, овој мост беше поширок. Како што е сега, дупло скоро беше проширок. И тука се ораа колиоти, коли арабаџиски, други коли не врве. Оти беше голема раскрстица тука за Трифун Пановски улицата. И што идеа многу луѓе тука кај Десојце или што одеа за кај текстилна фабрика, не беше поблиску тука се ораа луѓето. Железен беше овој мост? Не, дрвен беше и овој мост. Дрвен од секоја беше дрвен мост, ама беше поширок. Врве и коли. Што имаме позначени објекти се од ова? Позначени објекти тука има. Кафаната, случајница кој што беше кафаната, случајница на друштвото фудбалско на кај Макшалан. Прво се викаше Црвена звезда, после го направи кај Макшалан. Оти појќе беше од младсинството, таму имаше играчи. После се прилагодија наши боја, ама прво тие го формира Црвена звезда. Оттаму. После погоре е сколијата, онај Трифун Пановски. А од оваа страна е важно многу за Десојцо. Десојцо беше една личност кој што на некој ќе му загини крава, ќе му се направи нешто болно и друго. Интересна работа, многу му помагаше. Таа беше работа чуено со него се како држам да се такмича со лања од Бугарија. Ова е мостот кај гимназијата. Овде беше дрвено мовче. Повеќето професори живееа на левата, десната страна од Драгора и затоа беше направено ова мовче, служеше за прелаз како за пешачи. По време таа гледам дека се е направено железно, веројатно од она што го рушија железното, направено е тука оние железо. А ти викам ова служеше повеќе за учениците од гимназијата, затоа што имаше од целиот град една беше гимназија, што иде тука само да иде и другите мостови беа подалеку да врват, а и како за зимно време беше имаше и сиромаштија, нема секој чели, некој послабо облечени едно друго се идеа тука. Иначе гимназијата беше во тој случај делена, пак имаше една социјала, плаќавме подводнира и сите ученици, а кој беа по сиромасите, месечно подводнира, а по сиромасите во избите во таквото имаше
доручак кој беа на Сабајле, му даваа по еден доручак. После другите кои се сменуваа, па така му даваа по еден доручак. Сметајќи колку што јас ка знам од гимназијата во Битово се рачунаше меѓу првите гимназии тогаш во Вардарска Бановина. Ни Скопје, ни другите градови не представува така што беше гимназија. И многу студенти, многу ученици оттука што да станаа лекари, професори, инженери, музичари, како што имаше многу Мише, Мајков и други и така. Се, околно тука се градеше одма во истата година, тоа од 30 година јас учев гимназија, се градеше Народната банка. Ова е мосто мал дрвен кај општината. Ова мовче имаше голем значај затоа што одма под мовчето од 5-6 метра се копаше базен за фрлање на крсто. Крсто кој се такоеше 20 дена се правише базено, се копаше. Длабок најмногу до метар и пол. Ширина колку до 10 на 20 квадрати, толку беше. Тука се фрлаше крсто на водици. Помош беше тоа кој се фрли крсто, имаше многу мина се фрлаја, али најпоќе имаше електричар, тачи и сурла, кој ќе пати тој го фаќаше. И тој после со групата него рабијаш одеа со крсто, береа под низ села Битола, береа бакшиши. Кој ќе му дајше кој динар, кој 2 динари, кој нешто ќе му дајше такви работа. Али интересна работа е тоа како се копаше, откој ќе почне да се копа до дено на фрлањето на крсто, имаше гајдачија Степано. Цело време свиреше, дури се копаше. А имаше од Бајро еден Тане, па тој го уредваше со оние книги, да го нацрта таму, да не да нацрта, него да го украси, се едно друго се. И кој ќе дојше водиката да го фрла крсто, поќе пат иде попој, да го фрла крсто, тогаш имаше голем народ. Од лева, од десна страна да го вриеше од народ. Железното мовче кај дивизијата, тоа е исто така подарок од германците, како репарација. За време на Бугарско се фрлаше таму крсто. Бугарите неќа на истото место кој се фрлаше во порано. Од Каршија значавито место имаше Берза Рада беше, на десната страна. Имаше таму, кај што беше берзата, малку подолу, не ми текме таму сега е нека работилница, беше уредо таму. Пред да се направи овој уред, таму беше уредо, таму беше лекар Кочорове. Таму имаше надвор, се памтеше тоа место, поради тоа имаше излезено кисела вода. Со тулумба, интересна работа, пиев на таму кисела вода. Мостот на Интифа беше исто така голем, како и другите 3 мостови голем више се. И тој служеше за прелаз поќе од една страна Драгој во другата страна Драгој. А имаше значи место тука пак се врдеа и пајтоните седеа. Тука кај Стари Париж и Нови Париж, до кај Насте.
имаше, се дежураше по тедните и ноќе, да евентуално некој ако да би болен, горе-долу да го пренесат и него. А мостот имаше голем значај поради тоа што десојцо седеше таму и тој во кафаната, затоа вика Интифа, имаше кафана, во кафаната горе имаше едно одеќе посебно, кај што идеа луѓе за да му гледа. Од и појќе се вртеше тука, од тоа што беше дома. Овој мост кај Анди беше поинтересен, од и тука беа акчите. Пред мостот на Дермано татко ми имаше акчилница, кој ќе поминат на десна страна кој идеш навам, а на десна страна кој ќе поминеше мостот имаше зарзавачија Ванџел со наочарите го вика. Имаше син Томе, куцаше. Тој остана така куц кој се запали џепането од 22 година во парко, оттаму парче, а граната му залетало и кај кланицата му искина ногата на син. Дони ми беше Мито Чевапчијата и Ристо Кобасичар, пред мостот кој ќе поминеше. Кој ќе поминеше после пак мостот и од лева и од десна страна беа акчи. Торците со тенџеријата надвор да си земиш тацеба, граф, супа, шо има што да го продаде. И се викаше пекмес пазар. А пекмес пазар се викаше и тука се продаваше мед. А пјацата за млеко па беше тука кај Шеро, одма Каршија. Таму беше пјацата за млеко. Така се вика таму. Овдека беше по интернет и беше се нова чаршија и беше најинтересна чаршија беше тука. Имаше терци, кондораджи, штофој што продава ситнизи, посебно со овие со акчите што беа. Канцелари имаше Сотировиќ адвокато, на чошето кај што сега Магноли имаше фурна, се викаше фурната на Симјановци, така се викаше фурната таму. Таму беше исто така железно мовче, тоа беше прелаз кај Челебон и од оваа кај Лазо Кривашија. Покрај Драгоро тука кај Лазо Кривашија имаше внатре и клозети, а тоа мовче одеше кај Челебон и оттам купуваа луѓето и беше прелаза кај Безистен. Се оде што ќе купат таму Безистен, тоа значајно место таму беше тоа малото мовче. И таму се беа после наредени бакали и зарзавачи. И за еден, како позначаен место, Шанкуре седеше ваму горе кај Мир Часев на улицата, ако идеше долу од тука почнуваше од Интифа надолу. И еден ден интересна работа, оди надолу, а иначе го џибаа чаршијата, мајсторите калфе некој друго нешто. Еден ден како се појави, како договорени, никој не му проговори ништо на Шанкур. И тој врој го влечка бастуну, а имаше на бастуну едно железце за да тропак води. И никој не му проговори. И ојде до црквата Богоројца. Се враќа назад и пади тука некој, абе шо имате во устерче што не зборате? Значи не го џимна никој. Бушон мостот беше дрвено мовче и се викаше Бушон.
Таму имаше, зашто се викаше помушонот и бушон, имаше од кој ќе поминиш мошето ваму на десна страна, тој продаваше рогушки, за заушки, некои билки, се оне како надри лекарски што беа тие, тоа продаваше таму. А до него беше Ристо Ѓаваштанец, имаше кафана. Ленски мост има посебно значење, оти беше тој како мост што поврзаше главната улица Корзо со чаршијата. Оти пазарите беа се од оваа на левата страна Драгора. А пазари на времето се правеа од овај мост надолу се до рибарницата. На лева страна се продаваше и пипер, и крстајци, и кромити, и се. После се формира мас пазар, тие пазар што беа. Тука беше пазарот. А иначе се продаваше тука, и јаболка, и круши, и се. А тие јаболка се купува пак од преспадаши, но се мереа кај Кантаро. Кантаро имаше вага, како што има и сега во мас пазар, се мереа таму. Кај рибарницата, железното мостче, и тоа е дано репарација од германците. Таму беше многу интересно затоа што имаше две прегради во самиот Драгор, за да оде една вода преку мосто, да помини мосто, имаше отворено канал имаше, таа вода одеше сета во Прилепскијан. Во Прилепскијан одма излегуваше таму Прилепскијан, долу имаше до Атпазар, имаше воденца. На Педеловци воденцата. Оттам се декаше. А па по долната отвор што беше од Драгоро, заграден, па се вадеа бавчите во Белачешма, што се бавчите на Прилепска улица. Кај Мојсо, исто така железно мовче, таму се одеше поќе за Гини Мали. Чифтефурни, тоа беше прелазно мошере беше таму. За Атпазар кога се купаа оти, Атпазар беше скоро среде во градот. Атпазар кој викаме кај што беше обесен Александро Турунџе, или сега кај што има направено таму на хемиско чистење. И тоа таму, значи тоа мовче поќе за тоа служеше таму, а на десната страна пак се беше поврзан со Чифтефурни. На Сали мосто може да се рече како што имаше промет Црнмост горе, овој на Сали мосто уште поќе имаше промет. Оти таму се врвеше сите што да и на станица и од станица се. Таму после беше Корзо, имаше Џафте Корзо се викаше. Од мостот до сега до ветернаната станица.
Таму беше џавте корзо, таму се шеташе како корзо. Тој мост беше позначаен, таму имаше еден даме, јогурт продаваше, а многу интересна работа, што за чешит беше. Тави јогурт клаваше нагла и со точак го тераше, а тавата јогурт нагла. Исто таму имаше велосипедчи. Беше Иван, беше Васко, Џамбазо, татко му. Пак тој врташе со точако, ќе земеме една од кирие, и ако се забавеше пред го врташе сато. Кога и појче си возил. И ќе не земеше капата. Унче. Сега што унче. А овој син му Васко, па по драго родеше по самото железо, со точако. И од многу знање падна драго со сеточак да беше. А интересно после там беше и онај Сали. Сали беше тој, сладкар. Таму на кај Сали беше многу се вртеа сите пак понапредни луѓе. Имаше на крсеќе во пчијата едно дете, беше слезено од партизани. Ќе покажа пукало, со пиштол како пукало. И брат му Мурат, како се гледаше вака, откачи пиштол и го тека на место во тој момент. Па карши него имаше еден Џорџ, бакалница, му вика 12 годинарки. Ама да не кажам таа зошто 12 годинарки, друга беше работата. А од каршија другото беше Отел Америка. Отел Америка беше кафана со јавни куќи. И сета тоа до чифтефурни. Чифтефурни се вика што ти карши на карши имаше фурни. Едно тука и едно таму. Тоа беше да го поврзи оти Џини Мале со касапницата. Оти беше далеко и затоа го направи дрвено и тоа 63 година го крена Драгоро. 63 година го крена со се онај мост од Ленски мост, кај што точеше ножој тој. И ножици едно друго се. Бараката му крена, тој среќа куртули, илезе надвор и дојде силен Драгоро му ја крена бараката и одлезе. После тоа иде мосто кај Цреварата, тоа се вика кај Цреварата, затоа што кланицата беше обделна, а Цреварата држеше ганчо, имаше работници што работеле, знаеш. Имаше работници што работеле, али беше многу нечиста работа. Али мораше да не се фрли црево, да не биде такво едно друго, да се искористи. Се користеше таму за Цреварата. Знам таму многу добро работеше како време и зето мој Јамар. И кој ќе дојше дома мораше да истури едно мали оне бугарските мирис, иначе смрдеше цела куќа, разбираше. И последниот мост беше кај железницата и тој вреше како за прелаз, само беше многу незгодно ти не беше одбележен за неврвење. И таму загина на Мендо Манда и баба му или жената на Вилотије Поповиќ, еден црногорец, бивши деловоѓа. Ето е толку.